Бугарската екзархија и Македонија. Притисокот врз еден народ. Во 1870 година, со еден султански ферман, во Османлиската империја се создава нова црковна институција – Бугарската екзархија. Формално, духовна автономија. Во пракса, почеток на нова форма на притисок врз македонското население. За македонците, ова не е приказна за ослободување, туку за влез во еден период на закани, уцени, поделби и насилно преобликување на идентитетот. Ова видео е приказна за тоа како црковната борба се претвори во средство за национален притисок врз еден народ. До создавањето на екзархијата, македонското население живее во рамките на Османлиската империја, под Цариградската патриаршија. Народот зборува на свои локални македонски говори, има силна локална традиција и регионален идентитет. Националната самосвест се уште не е кристализирана во модерна форма, но постои јасно чувство дека луѓето не се ниту грци, ниту срби, ниту бугари. Токму затоа македонскиот народ ќе стане цел на надворешни пропаганди. Со ферманот од 1870 година, османлиската власт дозволува населението да избира црковна припадност, но во Македонија тој избор ретко е слободен. Екзархијата не настапува како неутрална духовна институција. Таа доаѓа со јасна национална агенда – населението да се прогласи за бугарско. Од овој момент, македонските села стануваат сцена на силен притисок. Екзархиското влијание во Македонија се спроведува преку неколку методи. Прво, црковна присила. Селата што одбиваат да ја прифатат екзархијата остануваат без свештеник, без богослужба, без крштевки и венчавки. Второ, образовен притисок. Училиштата се отвораат исклучиво со бугарска национална програма. Македонските говори се третираат како неправилен бугарски, а децата се воспитуваат во тут национален модел. Трето, закани и насилство. По многу села, преминувањето под екзархијата се постигнува со заплашување, економски уцени и физичка сила. Ова не е духовна мисија, ова е борба за контрола врз народот. Последиците се катастрофални за македонското општество. Селата се делат на екзархиски и патриаршиски. Семејства се распаѓаат. Луѓето не се делат по сопствена волја, туку според тоа кој врши поголем притисок. Екзархиската пропаганда не признава македонска посебност. Таа инсистира на бугаризација. Оној што се спротивставува, се прогласува за предавник или непријател. Овој притисок остала длабоки траги. Наместо природен развој на македонскиот идентитет, народот е турнат во туѓи национални проекти. Црковната борба станува темел за подоснежното насилство, четнички судири, пропагандни војни и конечно поделбата на Македонија во 1913 година. Екзархијата не е единствениот виновник, но еден од клучните фактори во дестабилизацијата на македонското општество. Историјата на екзархијата во Македонија мора да се гледа низ очите на народот што живеел тука, не како статистика, не како црковна победа, туку како период на притисок, страв и насилно преименување на идентитетот. Македонскиот народ не бил пасивен објект, но бил изложен на сили многу посилни од себе. Ова не е приказна за омраза, ова е приказна за разбирање и за право на сопствен историски глас. Ако сакаме да ја разбереме историјата, мора да ги слушнеме оние што најмногу страдале. Оставете коментар и споделете го видеото. Историјата не смее да биде оружје, туку лекција.